почитуваат малцинствата, нивните права и разноликоста воопшто кога зборуваме за овие работи. И во суштина ние сме легални во Грција, благодарејќи на ова наша европска партија, кој е некој вид заштита за нас. Значи, накратко, ова е, да речам, представувањето на партијата и на кој начин ние работиме. We don't know who is Christian, who is Muslim, who is Catholic, etc. in Greece. We do not have such information in the census list. And this is actually the official policy of the Greek state, denying diversity in every level. In Greece, you must be pure Greek, children of Socrates and Pericles, and Orthodox Christian to survive, to develop, and to have improvement in your personal and social life. Child of Socrates. It is unbelievable for a European country, but it is the case. Child of Socrates and Orthodox, Greek Orthodox religion. This is very good point of view. It's very interesting how the Greek national myth has been created. It's unbelievable to make this combination, Orthodoxy and ancient Greece, and then share to the world that you are actually, and you are carrying the heritage of all those people, stopping the history just 2,000 years ago. Yeah. Is there any prospect that a representative from here going to... It's difficult to be represented because when we're talking about Europe, we're talking about national states. Каде потекнуваат твоите предци, што ти раскажувале како било далечната 912-13, па и покасно кога овдека беше навистински погром на македонците во Грција? Моите родители се разбира потекнуваат од егејскиот дел на Македонија, поточно речено татко ми има потекло од село Вишини, Костурско. Мајка ми јако дека е родена во Австралија, сепак има потекло од Леринскиот дел, поточно речено селото Долно Котри. Па јас, живеејќи во далечна Австралија, каде се уживат сите елементарни права на човекот, разбрав релативно младо дека тука баш во егејскиот дел на Македонија македонците не ги уживат истиве права и од тој поглед се нафатив и ја да допринесем нешто кон реализирање на правата на македонецот во овој дел на Македонија. Јас доаѓајќи денес во родниот дел на моите родители, се разбира, гледам значаен прогрес во ситуацијата, баш на таа перспектива. Меѓутоа, Грција го менува само под притисок на европските институции, а всушност односот кон македонците сепак останува одест. Ако е нешто сменето, велите? Да, сепак се зборува, мислам, за кампања што ќе офати повеќе време. Овие можеби ќе бидат генерацијски промени. Сепак, ако гледаш од малку од дистанца, на татко ми, да речем, кога живееше овде како мало дете. Павле Воскопулос нема македонец овде во Грција кој што не го познава, меѓутоа и во родната Македонија сите го знаат како борец за правата на македонците овде во Грција. Докаде сте стигнати со таа борба? Благодарам за можноста да зборуваме. И како прво да кажам, не се работи за Павле или за Ѓорги или за Трајко, тоа што наш најголем успех е последните години, дека ние како движење, како виножито се наметнавме, што е сепак важна работа, што значи дека има некој континуитет, дека последните години и јако со тешкоти, со нашите активности, со зацврстувањето на движењето во рамките повеќе на европските институции, на европското ниво, на некој начин сме легализирани кога станува збор за нашите политички активности. Но на ово што рековте за познанството на активистите или на движењето во Грција и пошироко, сепак треба да кажам дека ние, иако сме една легална политичка партија како виножито во Грција и како членови на Европската слободна алијанса во рамките на Европскиот парламент и на оваа европска политичка партија, сепак во суштина се уште за жал ние сме илегалци кога станува збор за политичката состојба
перцепциите и стереотипите што владеат во грчкото општество кога станува збор за малцински права и за активисти за малцински права и особено за активистите на Виножито и на македонското малцинство. Тоа е проблемот. Па видите, тоа е една поголема дискусија. Во суштина Грција не се плаши од македонците или од другите малцинства како такви. Грција се плаши дека во суштина ако почне дискусијата за малцинствата, за идентитетот, за правата, за јазичната и другата разноликост на грчкото население, ќе почна во суштина да колабира грчкиот мит за унитарната грчка нација и држава, дека впрочем во Грција секогаш живееле и живеат чисто крвни грци, потомци на тие античките хелени што живееле тука пред 2000 години. Тоа е клучот во суштина на антимакедонската и на антималцинската политика на грчката држава што континуирано се спроведува, бидејќи и самата грчка држава е заснована на еден таков мит, на така наречен континуитет на јазичната и културната традиција што ја има населението, односно денешните граѓани на Грција, дека впрочем се вистинските потомци на античките хелени. Епиринска Македонија. Како и во Егејска Македонија и Албанија, македонците сонуваа за остварување на своите човекови права. Доаѓањето на македонската делегација од Австралија и пратеникот Петер Брин беше дочекано со огромна радост и нескриени емоции. Не ни даваха да одим на гробо на Јане Сандалски да поставиме китки на гробо. Идваше и полиција дома, ми носеа документи да ги подпишем јас да не одим на Рожен кај гробо на Јане Сандалски. Јас им бевам, не се подписам, ќе одам там. Ние овде во Бугарија не го познаваме доволно македонскиот јазик, поради тоа што не сме одели на училиште на македонски, а не само на бугарски. Сум македонец по рождение, од дедо ми знам дека сум македонец, од татко ми, од мајка ми, родители македонци. Бугарските власти ме опсе 18 пати. И направија предложение да бидам иселен од Благоевград во Северна Бугарија. Това е предложение на Државна безбедност. Полковник Ревазив, така преселени од каде до каде? Од Благоевград во Северна Бугарија, в село Черни вид. Се дали за втор София, че македонец. Има многу да говоря, но не мога да говоря. Се викам Стојко Стојков, ко-председател сум на ОМО Илинден Пирин. Тоа е граѓанска политичка партија во Република Бугарија, која што е единствената партија во Бугарија која што се бори за признавање на македонско малцинство. Дали сам бил мачен, архивите на Државна безбедност ќе дадат поточна информација. Те знаат дали се ме мачили, за мене беше удоволствие. Упорно се наметнува една лага дека ние сме некои непријатели на државата и на бугарскиот народ, дека ние сме сепаратисти, нели, дека сме екстремисти и секакви такви некои работи. До сега ние немавме никаква можност тоа да одговориме и да објасниме дека не е вистина. И нашата историја е такава, че искаме да признаат като малцинство, че има македонци в таа држава. Дали некогаш не почувствувавте страф од сето тоа што го поминувате и можеби да едноставно да се предадете, нели почувствувате дека е полесно? Нема живо суштество кое да не испитва страф. И како човек и кај мене има. Ама народната мудрост ми е рекал дека којто се страхува од Бога, тој не се страхува од човеците. Зашто тој го има него за закрилник. А пак на нашите луѓе им зборувам дека
кој го е страф од врапците да ни сади прос. Така че кај нашата кауза место за страф нема. Меѓу луѓето проблеми нема, бидејќи сите во Пиринска Македонија знаат дека постојат голем број, многу поголем од тоа што е представено во пописот, луѓе со македонска национална самосвест, значи постојат. Проблемот е тоа што во училиштата и насекаде се изучува и тоа и на телевизија може се слушне дека такви луѓе нема, прво, упорно се тврди, второ, тие што кажуваат дека има се еден вид предавници и родоостапници. Тоа е многу навредливо и до сега не сме имале можност да одговориме. Нормално дека секој човек кој што се чувства било тоа да е македонец, турчин, бугарин и така натаму, било каде да живее, сака неговите деца да го учат јазикот, литература на неговиот народ, освен официјалниот државен се разбира, да учат историјата, културата, бидејќи сега во последните 50 години во Република Македонија, да речеме, има една многу богата литература создадена. Меѓутоа македонците што се живеат во Бугарија практично не ја познават. Ако во Грција македонците ги нарекуваат славофони, овде тие за државата се бугари. Во личноста на бугарите се препознали во тоа што Република Македонија ја признаа под уставното име, но за нив не постои македонска нација и македонски јазик. Во Бугарија не постојат многу луѓе со македонско потекло, они во крајниот национализам бугарски што постои и според чие што една од темелните тези на овој национализам е дека се што е македонско, историја, јазик и се што тоа е бугарско. И поради тоа секоја пројава на македонско национално чувство се сваќа како некој непријателски акт спрема Бугарија, како некој вид предавство. Тоа го прави прашањето многу осетливо во Бугарија и многу нетрпеливи се властите спрема нашето дејствување. Самото наше постоење на така многу директен начин негира некои крајни ставови на бугарскиот национализам. Во Бугарија не постојат многу луѓе со македонско потекло. Еден дел се дојдени преку емиграција, уште од 19 век, други се дојдени преку протерувањето кои што ги вршила Грција од Егејска Македонија, а дел се овде откако во 1913 година Бугарија добива дел од Македонија, нели Пиринска Македонија како што е позната. Бугарија секој пат претендирала дека тоа население е бугарско и преку образовниот систем веќе повеќе од 100 години на тоа население се наметнува, да кажем, бугарска национална свест. Само во еден многу краток период, кога доаѓаат на власт комунистите во Бугарија, е признаено постојањето на македонско малцинство и е дозволено слободно да се самоопределуваат луѓето. Дури екзистирала една година културна автономија со македонски јазик, македонска историја во училиштето. Било во 1947-48 година. 1964 година Бугарија зазема поново став дека македонска нација не постои и од тогаш со големо насилство е наметнувано и се бркани луѓето кои што се чувствуваат македонци. Уште извршени бројни насилства и многу луѓе се лежени во затвор поради тие нешта. Без разлика на тоа што веќе не се негира постојањето на македонско малцинство од тогаш до ден денешен, на сите пописи во Бугарија до последниот секој пат имало илјади луѓе кои што се самоопределиле како македонци. Значи нивниот број вештешки е смален, последниот попис 5000 ги бројат. Меѓутоа тоа само тогаш не беше задолжително да се изјасни кој каков е, а само тој што сакал и тој што се, како да кажем, се надборил со попишувачите, тој успеал да се запише така. Петок на пописот ние пуштивме еден повик до сите луѓе да се пишуваат како што сакат и тогаш почна една кампања во медиумите против нас и дури започна истрага и тоа се пушти насекаде, луѓето слушна дека тие што го пуштиле повикот ќе бидат судени. Во однос на медиите до сега ние немавме никаква можност да одговориме во медиумите за сите клевети кои што се прават против нас. Стравот кај македонците во Пиринска Македонија се уште не е победен. Но тие на свој оригинален начин, понекогаш малку подалеку од очите на бугарската полиција, го слават своето име и името на својата земја – Македонија.
Прво сакам да кажам она што може да се каже дека е во основа исто во сите тие три држави во однос на пристапот кон македонското прашање, а тоа е дека сите тие три држави се обидуваат по секоја цена да го потиснат македонското национално достоинство, да го потиснат македонскиот дух, да ја потиснат македонската култура, односно македонскиот културен идентитет, македонскиот историски идентитет, но има некои разлики во начинот на кој што се обидуваат тоа да го спроведат. Например, во Албанија дознавме дека иако Албанија признава дека постои македонско малцинство, барем во еден дел на Албанија, конкретно во Мала Преспа, сепак оние кои што се истакнуваат дека се македонци се под една голема репресија, економска, социјална репресија, односно се жртви на една голема дискриминација со тоа што ако се истакнат како македонци немаат еднаков пристап до јавните средства во однос на образование, во однос на социјална грижа, во однос на здравство, немаат ни пристап до доволно вода, ниту за миење, ниту за пиење, немаат ни не се дозволува развиток на инфраструктурата во оние делови каде што тие сочинуваат мнозинство и постојано се стигматизирани од страна на поширокото општество, оцрнувани како непријатели на државата. Истото тоа го гледаме и овдека, во Пиринскиот дел на Македонија, но разликата овдека е што бугарската власт воопшто не признава дека постојат македонци, а тоа е за нас општо познато од причина што знаеме дека веќе цел век бугарската националистичка политика е градена врз македонски темели фактички, врз узурпирање на македонската историја, на македонската јазична културна историја. Со тоа што се што е македонско, бугарите тврдат дека е бугарско и заради тоа сметаат дека за нив причинува голема опасност по националниот интегритет ако признаат дека постојат македонци и ако дозволат да се развива македонскиот идентитет и да преживее македонскиот идентитет во Бугарија. Тука станува збор за слични методи на репресија како и оние што ги видовме во Мала Преспа, со тоа што изгледа дека овдека има повеќе директна агресија од страна на полициските служби, од страна на безбедносните служби, во координација со клучните медиуми на Бугарија и во координација исто така со националистичките партии во Бугарија. Значи многу поотворено се пласира таа агресија кон македонците кои што се обидуваат да го задржат својот македонски идентитет. Нешто што е позитивно е она што дознавме дека новата македонска партија Омо Илинден Пирин се има за членето во Европската слободна алијанса, која што има и своји представници во Европскиот парламент и со тоа изгледа дека се појавуваат некои нови прилики за да може македонското прашање да се пласира барем пред јавноста во Бугарија преку медиумите, што досега не било случај. Досега било случај да се постојано да се употребуваат јавните медиуми за оцрнување на македонците во Бугарија без да им се даде право да одговорат, да го кажат својот став. Што значи дека сепак се појавува еден позитивен фактор во тој поглед што македонците во Бугарија се ставаат во позиција да може да ги употребат европските институции за заштита на своите права, односно за реализација на своите права и за афирмација на својот идентитет. Во Егејскиот дел на Македонија ситуацијата најмногу се разликува по тоа што постои многу поголем економски просперитет од што постои во Бугарија и во Албанија и тие економски прилики или материјални прилики изгледа дека грчките власти, односно грчкото општество ги користи за да ги принуди македонците со уцена да не се изјаснуваат како македонци, во смисол што цената да се изјасниш како македонец значи дека оние материјални прилики кои што постојат за другите нема да постојат и за тебе. Значи таа е клучната тактика која што се користи во Грција, но исто така очигледно е дека во Грција постои инволвираност и на безбедностите, на полициските служби во растурање на македонското движење таму, а ние донекаде и самите бевме сведоци на тоа, со тоа што известно време дурбевме таму, бевме следени од полиција
која што не застана исто така за да ги провери нашите пасоши, а потоа продолжи да не следи. Така што очигледно е дека во Грција и покрај економскиот просперитет, сепак во однос на грчкиот национализам постои една многу примитивна националистичка политика која што навистина не доликува на држава која што тврди дека има многувековна демократска традиција и држава која што е членка на Европската унија. И жално е што македонците како народ во целина низ светот, а и посебно македонската држава, недоволно го пласираат прашањето за репресијата врз македонците во Грција, бидејќи навистина со самото тоа што Грција е членка на Европската унија имаме извонредна прилика имаме да извршиме притисок врз нив, да го исполнат она кое што тврдат дека веќе го прават во однос на прилагодување кон европските стандарди, особено стандардите за почитување на човечките права. Видите, македонската заедница во Австралија како заедница има многу цврст патриотски дух со години наназад и долго време постојано го покренува прашањето за македонците во поробените делови на Македонија. Токму заради тоа многу пати се случило и да доаѓаме до судири со власта во Република Македонија или власта на бивша Југославија, која што нашиот таков однос го сметаше како опасност по македонската држава. Мислам дека од нашиот престој во Република Македонија добивме впечаток дека тоа веќе се менува. Македонското општество во Република Македонија, особено политичките институции, па дури и полициските, стануваат многу поотворени во однос на тоа прашање. Се надевам дека со новите прилики кои што се создаваат во Република Македонија, дека ќе можеме заеднички да водиме кампањата за пласирање на македонското прашање, за пласирање на репресијата врз македонците во поробените делови на Македонија пред меѓународната јавност и дека преку тоа ќе се изврши притисок и на Албанија и Грција и Бугарија малку да почнат малку повеќе да се трудат да ги исполнуваат оние обврски кои што самите ги преземале во повеќе меѓународни конвенции и договори за почитување на човечките права. Последниот елемент што сакам да го спомнам во однос на она што сметаме дека можеме да го постигнеме со оваа посета е тоа што пратеникот Питер Бринк, кој што дојде во наша придружба како долгогодишен активист за човечки права во Австралија, сметаме дека после оваа прилика одблизу изворно да се запознае со маките, со страдањата, со репресијата која што се врши врз македонците во поробените делови на Македонија, сметаме дека многу поемоционално, поагресивно, поентузијастички ќе почне да ја пласира македонската кауза во Австралија и пред светот. Look, I'm amazed that these countries where these people live don't recognise their human rights, their right to self-identity, their right to basic recognition. These countries such as Bulgaria, which are seeking to get recognised in the European community, they must understand that the rights of the ethnic Macedonian community have to be respected and they have to be encouraged to be able to represent and profess their identity. What do you think, where the situation is worst? I think in terms of neglect, I think Albania is the worst. Albania is 150 years behind Western civilization. There's no basic electricity. There's no water. The only food that they have is carried on donkeys. I mean, this is shameful in a modern society, in a community which is part of an ethnic minority. To be neglected like that is just appalling, really. I mean, even the road into the community is neglected so that the people can't get in and out. I mean, they're completely isolated. And it breaks your heart, breaks my heart to see them neglected in such a way. Do you have opinion that Macedonians in Greece are afraid to tell that they are Macedonians, to speak on Macedonian language? Do you get that opinion? My feelings about Greece are different to Albania and Bulgaria. In Greece, because of the prosperity of Greece and the economic advancement of the people, it seems to me that the expression of their Macedonian identity is being suppressed. I don't think deliberately, but by progress, but by material possessions and the idea that
professing their Macedonian identity won't help them advance in life. So I think that for that reason we don't see as much activity, certainly in Greece, as we see here, for example, in Bulgaria. Look, it lifts my heart to see these people express their identity in such a strong and forceful way. You know, these people have a wonderful history, and they don't get the opportunity to express it. I mean, they have to come to the mountains to sing songs and play their music. I mean, they should be able to do it down in the cities. Every other country which is in the European community expresses its identity in a public and proud way. These people have to hide under trees and in mountains to express their identity. This is wrong. And finally, Albania want to be part from European Union. Greece is part of European Union. Bulgaria is have a status candidate for the European Union. Yes. Is it possible the three countries who want to be part from European community to neglect the human rights? Look, they can't neglect the human rights. They have in the past, but they can't continue to neglect them because they won't be admitted into the European community if they continue to neglect them. Now, the case of Greece is different, but for Bulgaria and for Albania, they can't seek recognition in the European community unless they strongly advocate the rights of the ethnic minorities, such as the Macedonian people, to express their culture, to play their music, to use their language, to educate, to be educated in their heritage. I mean, these are basic human rights and they can't be ignored by people seeking to be recognised in the wider community. The Macedonian authorities in Skopje, it seems to me, also have a role to play in helping people in other ethnic communities in the adjoining countries to recognise their identity. I mean, for Skopje to be silent about these issues is wrong. Skopje must also express its concern that its people in adjoining countries are being neglected, are not being allowed to express their rights to self-identity, their rights to learn the language, the right to play their music. You know, they shouldn't have to go to mountains and hide under rocks to play music. I mean, this is wrong. And Skopje must express its concern about this. And my final question, you are a member of Australian Parliament. Yes. What would you say to your friends in Australia, to Australian authorities about the situation here? Well, when I go back to Australia, I intend working very hard to make sure that the Australian community, the Macedonian people in Australia and the wider Australian community recognise that there is an injustice here in the Balkans, you know, an injustice in relation to the Macedonian people. And that injustice can't be allowed to continue. We must work actively through the European Court if we need to enable these people to express their identity, and anything I can do in Australia to help sponsor that recognition of their identity, I will be doing when I return to Australia. Создавањето на Европската Унија со цврсти формални стандарди за човекови права има отворено нови прилики за македонците во Грција, Бугарија и Албанија да ги притиснат државните власти кон исполнување на врските за заштита на човековите права. Грција е членка основач на Европската Унија и има формална обврска да ги достигне и штити стандардите за човекови права на Унијата, а тоа е обврски на Бугарија како нова членка на Европската Унија. Албанија се стреми кон членство во Европската Унија, а низините шанси за прием ќе зависат барем делумно од заштитата на човековите права на своите граѓани. Но формалните обврски не се доволни ако нема кој да изврши притисок за нивното исполнување. Македонските организации за човекови права во Грција, Бугарија и Албанија можат значајно да ја подобрат својата состојба со лобирање на европските политичари и институциите за почитување на индивидуалните и малцинските права на македонците, во согласност со европските стандарди, се разбира. Но не смееме да заборавиме дека трите држави лобираа со државна моќ за да ги убедат европските политичари да го премолчат систематското кршење на човековите права на македонците. Европската слободна алијанса, која се состои од партии на малцинствата во Европа, веќе има постигнато мал, но значаен напредок за привлекување на европското внимание кон кршењето на човековите права на македонците, а тоа е резултат на напорите на партијата Виножито, која е членка на Алијансата, како и на напорите на македонските организации за човекови права во Бугарија и Албанија, кои исто така соработуваат со Алијансата.
Дел од тој напредок се должи на скромна помош од македонската диаспора, но многу повеќе може да се постигне со активна помош на Република Македонија.